На колку би го процениле овој автомобил? Колку би платиле за него? Вака изгледа пристојно, има многу детали кои што се изработени и кои што пренесуваат некаква порака, значи овој автомобил кој што има некаква плюс приказна. Очигледно е дека се почитува некаков спортски стил. Меѓутоа, единствено што недостига е еден детаљ, а тој детаљ денес му користи на светот за да може полесно да процени дали нешто вреди или не, односно дали за нешто вреди да плати повеќе или не. А тој детаљ е марката. Значи, тука не се гледа некој познато лого, позната марка. Од овој агол е потешко. Меѓутоа, дали може би од некој друг агол ќе биде полесно да се процени колку вреди овој автомобил. Да видиме дали е до аголот. Од оваа страна работите изгледаат многу различно, односно изгледаат појасно. Тука веќе може да се насети вредноста на автомобилот. Очигледно е дека станува збор за полна вреден автомобил. Значи автомобил кој што има полна практична вредност, лимузина. И може многу полесно да се донесе суд за тоа да се процени колку е цената негова. И тоа ми е поентата, затоа сум дојден тука. На ова место се наоѓам на Слива, на планинскиот превој Слива. Зад мене е Пелагонија, Прилеп, го одминав Прилеп, ова е во патот кон Маријово, во правец на Витолиште. Планински превој Слива, кој што, еве сега гледам дека, за разлика од лани, е обележан и стои знак Слива 1135 метри. И зошто е важен тој? Важен е за тоа што од таа страна е Маријово. Ова е портата, вратата на Маријово. Тука се влегува во Маријово, во Прилепскиот дел и се продолжува до Ветолиште. Тоа е целиот Маријовски крај е една котлина, да речеме, со која што се протега 50 на 50 км, значи огромно пространство. И луѓе мислат дека нема ништо вредно таму, дека тоа е пустелија, пустош, камењ, дека патот е лош. Па, очигледно, патов е совршен и дури уште подобро изграден е со работна акција во време на старата држава. И околу автомобилот. Колку сега би му дале вредност на автомобилот, за разлика од претходно кога се гледаше само носот и немаше помош од марката. 16.000 евра. Ваков каков што е. 16.000 евра за автомобил што е долг 4 метра и 70 сантиметри. Значи тоа е. Можам цела приказна да раскажам додека го обиколам автомобилот. Значи, тоа е едно огромно парче автомобил. Во основа се работи за модел кој што доаѓа на местото на пазарот во кое што некогаш владееја Chevrolet Cruze, Mitsubishi Lancer. Тоа е неговото место. Тој треба да се докаже во тој дел од пазарот. Порано тоа беше единствениот знак што укажуваше дека тука е местото што се нарекува превој Слива. Сега тоа е многу по-достојно изведено, со оваа табла треба да биде 10 пати поголема и тука треба да никне од моралиште, да му се даде вистинско значење. Зарем не е волшебно? Натаму е Маријово, значи уште не се гледа тоа што следи, а тоа е Пелагонија.
долу е штавица, значи местото во кое што е снимен филмот на Милчо Манчевски и прекрасно. Патем на слива има капини. И зрели се. Маријово, доаѓаме. Нормално климата е исклучена и тоа е спуштањето надолу, влезот во Маријово. Првото место долу е Калин, од пустелијата која што би требало да се случи, очигледно ни трага. Крај во кој што човек еднаш кога ќе дојде, ќе го познае, кога ќе го погледне на снимка или на слика. Значи, впечатлив крај. Автомобилот е Еолус Shine, марка на Dongfeng, и не е тоа непозната марка, затоа што доаѓа од Dongfeng, од групација која што претходно ја знаеме одлично на македонскиот пазар по Dongfeng Sokol, односно ДФСК, Glory 580 и Glory 500, потоа по iX5 и најново по Forting T5 Evo, што беше на тест возење неодамна. Значи тоа е истиот концепт. Еве ги тие прекрасни гледки. Тука се слева вода по овие карпи, кога има изворишта, тоа се нарекува, чинам дека се црвени брегови или слично. На секоја страна има црквичка, црква, Свети Илија, ете. Значи, еден ден по Илинден доаѓам тука. Значи, прекрасно. Има што да се доживее. Наша Македонија во неоткриено издание. Колку луѓе уште се убедени, се веруваат дека Маријово е камен, пустелија. Еолус е подмарка, значи на Dongfeng, и именувана е по грчкиот бог на ветриштата, значи Еолус. Ова е прв модел од Еолус кој што доаѓа на македонскиот пазар и со тоа воедно целата понуда на Dongfeng, односно на увозникот ABC Brothers, се дополнува и со лимузина. Претходно имаше SUV модели, секако ги има и доставните возила. Веќе одамна се присутни и електрични автомобили, а сега конечно има и лимузина. Моторот е 1.5 литерски, бензински секако, со моќност од 117 конски сили, атмосферска изведба, турбо изведбата постигнува близу 200 конски сили и секако ја има. Значи тоа е третата моделска изведба на Shine, на Eolus Shine. И во основа Dongfeng тврди дека тоа е собствен развој, значи дека е Dongfeng мотор. Познавачите на автомобилизмот и техничарите ќе знаат да го оценат податокот дека моторов постигнува ефикасност од 41%. Значи тоа е мощно висок процент на искористеност на енергијата, на горивото, односно тоа е процент кој што укажува колку моторот од енергијата што ја има горивото ја претвара во
погон. Значи, наједноставно кажам. Од 1130 метри следи спуштање во срцето на Маријово. И најдобрата вест. Овој мотор постојано ми покажува петка пред вредноста за потрошувачката. Значи, на возење од Скопје до тука, вредноста беше 5,5. До сега имам поминато близу 400 километри и резервоаров сега тоа не се гледа баш најсреќно. Значи, Чаниште, Крушеица се по овој пат, насекаде има нешто. По резервоарот за гориво уште не е потрошен ни половина. А внатрешност изгледа вака. Тоа веќе поттикнува дополнителен интерес за тоа што всушност нуди овој автомобил, што представува. Ова е една од највпечатливите гледки кога влегувате во Маријово, оваа ви останува впишана во сеќавање. Порано за прилеп се одало од пред да биде изграден овој пат, се одало преку пат кој што е многу тежок предизвикувачки во тој правец. Сега веќе е одамна е направен, значи, овој пат и не е во совршена состојба секако, меѓутоа е многу подобар отколку што би се предпоставило или колку што луѓе зборуваат на памет дека биле лоши патиштата. Веќе се гледа долу е веднаш близу двоењето од патот е Калин и потоа следат место, ето го Кален. И која е поентата со тоа што дојдов во Маријово да зборувам за овој автомобил? Затоа што сакам да потсетам на две нешта кои што се разликуваат суштински. Постои цена и постои вредност. Денес сме навикнати да го ја одредуваме вредноста на нештата според марката. И марката, значи прво ја гледаме марката, во бројни случаи прво ја гледаме марката, потоа гледаме вредноста. Често пати и не ја препознаваме вистинската вредност. Големите марки имаат силни машинерии за маркетинг, имаат моćни реклами и полесно им е да убедат дека нивното е многу подобро отколку другото. И значи зборуваме за марка кој што може да постава цена. И зборуваме за вредност. Колку е поголема разликата меѓу цената и меѓу вредноста, толку се влошува соодносот кој што се нарекува против вредност, односно колку добивате за парите. И тоа е тоа. Значи, кај овој автомобил се добива против вредност. Кога ќе го погледнат луѓе прв пат, очекуваат дека тоа би чинало па веројатно преку 20.000 евра. И многумина дури претпоставуваат дека тоа е најопремената изведба, топ изведба со тркала лакирани црно со голем формат, со додатоци, со карбони, добра симулација на карбон. А всушност се работи за основен модел. Значи, тоа е второто изненадување. По фактот дека автомобилов чини 16.000 евра, значи ваков како што е, второто изненадување е дека оваа изведба, значи точно оваа, чини 16.000 евра. Тоа е основниот модел. Иако основен модел кај производителите, кај марките од кинеските производители,
па и не постои во онаква смисла во каква што сме навикнати од нашите европски производители. И каде е Мариово во таа приказна? Сите сме навикнати на приказната, дека Мариово е пусто, ненаселено, дека нема ништо, дека има камен, дека ништо тука не никнува. А всушност, каде и да се погледне? Па, ова е богатство, ова е изобилство. Тука некогаш се привредувало, тука некогаш се произведувале малеко, сирење, се произведувале. Тоа се пасишта, тука се одгледувала стока, се произведувало тоа што се добива од стоката. По патишта се носело за прилеп, за битола. Значи, тука некогаш овие краишта привредувале. И што е поентата? Тоа е вредноста. Ова е вредно. Значи, Мариово е вредност, меѓутоа треба да му се даде вистинската вредност. Така и со овој автомобил. Значи, дали вреди за тие 16.000 евра? Па, сигурно. Ќе се симнам долу до селото Кален, за да покажам колку има посебности, колку е препознатливо ова место, колку има свој обележја, колку е посебно. И секој дел има некој свој печат, се познава. Не ми е прв пат да доаѓам тука, секогаш доаѓам со задоволство и секогаш се чувствувам како прв пат да го посетувам крајот. Има многу села кои што своевремено биле многу населени. Витолиште е најголемото село во Прилепскиот дел. Тоа може би во некоја друга пригода ќе го посетам. И навистина еден крај кој што е точно македонски. Тука одамна не поминувал автомобил и карпите се различни. Секаде, насекаде, капини. Карпите како да се живи тука. Навистина, нешто посебно. Ќе запрам тука за да покажам колку е ова невообичаено. Ете го Донг Фенг, сепак тој е херојот на ова патешествие. Ете како изгледа. Вака во село Кален. Како што ќе се движам натаму, ќе се менува се. Секој делче има своја душа, има свое Мариово. Под поглавје. И тишината е како музика тука. Природно е да биде тивко. Секако ги има природните звуци и го има воздухот каков што го дал Бог, незагаден.
карпите и дрвата тука се неразделни. Контрасти. А тоа е моќта на производителите од Кина. Најновата автомобилска сила, која што нема да изгуби моќ секако. И која што јас ја нарекувам во последно време коректор на светската автомобилска индустрија. Секоја самоволија која што порано можело да си го дозволат производителите, афери, скандали, монополи, картели, кинезите го дотеруваат во ред. Големо парче автомобил, зарем не? А и убаво. Назад на главниот пат. Има уште многу за возење. А тоа е само половината. Прилепскиот дел, си прилепски дел постои и битолски дел на Маријова, кој што е повеќе ридест, има повеќе зеленило и води до Градишница, тоа е селото на Итарпејо. Моторот не се одликува само со штедливост, туку остава впечаток и со други одлики. Значи, звукот е можно плени при забрзување, при посилно забрзување. Има резок, спортски звук. И станува збор за култивиран мотор. Што значи тоа? Секако работи култивирано, без вибрации, меѓутоа и дозволува човек да подзаборави во кој степен вози. Иако станува збор, значи, за атмосферски мотор, кој што има релативно просечна работна зафатнина од 1,5 литар, сепак е способен да повлече и уште под 2000 вртежи, тоа изненадува. Значи, се работи за добро конструиран мотор, за кој што ете пак ќе нагласам дека Донгфенг напоменува дека е нивен развој, значи не е Mitsubishi или Nissan или можеби PSA производ. Секаде има монастири, цркви, религија на големо. И навистина моторот е тој што учествува во голем обем во донесувањето на позитивната оцена за овој автомобил. Амортизацијата работи меко, способно. Управувањето па е за нијанса попрецизно и подиректно отколку кај од истиот концерн Донгфенг. Значи, во споредба со Forting T5 Evo, кој што е нагласено комфорен, значи 100% комфорен, тука сепак не се влече нешто во насока на динамика спортска. Тука е дуње, значи се разгранува, на сите страни се разгранува. И еве има автомобил, значи тоа што ме радува е што има посета, си доаѓаат луѓе за битолскиот крај, знам дека исто така, значи се враќаат луѓе во битолскиот дел на Маријова, откако е поправен патот и луѓе се враќаат во тие краишта, еве. И тука има многу поголем сообраќај отколку што во претходните години имам забележано.
Тука се поминува преку Црна река. И нормално дека ќе запрам за да го видиме и тој дел од Маријова. Добре дојдовте во Маријова етно ресторан. Ете е црна. Зошто е црна? Затоа. Ете има тука луѓе што си уживаат и тоа е ете рибар. Значи, тука се верувало порано дека било закопано злато кога турците се повлекувале и дека им биле претешки товарите со злато за да си ги однесат и дека ги закопале тука. И своевремено имаше дури и со државни пари подпомогнато истражување за да се најдат тие злата. Меѓутоа ништо од тоа не бидно. Можеби уште има пат. И од другата страна на реката, ето, добар ден, долу, пчели. Тоа е богатството што стои тука. Треба само да се свестиме дека е тоа богатството. Не е богатството златото скриено во темелите на мостот. Туку богатството е во работењето, во искористувањето на овој крај. Како во македонски народни приказни. А тоа е најубавата гледка што можев да ја предпоставам тука. Работи. Ете од каде доаѓам. Ете околината. Ете го и етно ресторанот. Донгфенг Еолс Шајн прв во план. И тоа е убавината што се чувствува тука. Молови. Добар ден. Pošto svega ne ušte ne je razvijena struja, dok dopravimo bateriju, dopravimo da... Zato ste palaki sa baterijom. Da? E pa vidi svega, to je početok. Njegov je prošio do što treba. Така е почеток. Да заплатите, така да не взимам сметката. Да, така.
Това голи на струя. Нова. На струя исто, е? Нова. На Eolus Shine. Нема е потребна марка за да убеди дека тоа е добар автомобил. Добар избор на автомобил. Покрај цената. Значи, очигледно е дека нуди противвредност. Тоа е функционалноста, практичноста, просторноста, семејната употребливост. Употребливост и како бизнес лимузина, за патување. Значи, неограничено. Тоа што го кажав уште во почетокот, полновреден автомобил. Меѓутоа, најдоброто нешто е што Dongfeng, односно неговата марка Eolus, се издигнува над имиджот на основен автомобил. Не е ефтин автомобил. Автомобилите одамна не се ефтини, затоа што поседуваат многу ставки кои што денес мора секој автомобил да ги има по дефолт. Меѓутоа, секаде има доработка. Тоа е како да отидете на пазар, да си пазарите овошје за една недела или за шопска салата да си пазарите за една недела и продавачката да ви понуди бесплатно да ви даде, ете гратис да ви даде тиквички и црни патлиџани. Се гледа по мене зашто зборувам. Тоа е исто и кај Eolus Shine. Значи, секаде има нешто плюс. Тоа е видливо и во надворешноста, значи сите овие додатоци, овие контрасти кои што на друго место би чинале доплата опција, пакет или во некоја ексклузивна серија би се нуделе, во некој поскапо ниво, Eolus Shine ги нуди гратис. Значи, тука почнува тоа, го нуди. Значи, тоа е многу фер. И им удоволува. Значи, тоа што може да се препознае како намера, како идеја, кај Dongfeng и кај неговите марки, барем оние марки кои што се дојдени кај нас, оние мејнстрим марки, затоа што има и премиум марки, тоа е да им удоволи, очигледно да им се удоволи на клиентите, да им се понуди нешто за да бидат среќни. Просторност, па и внатрешност, со седиштата кои што се изработени во оваа варијанта живописна. Тоа посебно убедува. Прв пат кога го видов Eolus Shine на паркинг, кога пристигнаа првите примероци, ги забележав седиштата и ги забележав шарите, тракалата и слични детали и помислив дека тоа е врвното ниво на опрема. И се до преземањето на моделот бев убеден дека тоа е врвното ниво за дури откако ми беше предадено на тест да осознавам дека всушност тоа е комфорт. И има чудна политика на цени, чудна во смисла на тоа дека се добива уште повеќе кај некое друго ниво. Значи, над ова ниво, кај што е со мануелен менувач, со СМВ тоа што е со 5 степени, значи далеку од тоа, моторот надоместува за се, ја има на моќ да повлече, ја има еластичност и го има простувањето ако човек заборави да пренесе да префрли во степен пониско. Над него е изведба со менувач со двојна спојка, значи во основа автоматски менувач, каде што заедно доаѓа, значи следи со менувачот доаѓа уште панорамски покрив и паркинг сензори назад. Тоа е многу чудна политика на цени. И пак оди во контекст на тоа што го кажав претходно, дека Dongfeng кај овие народски марки сака да им удоволи на луѓе. Едноставно сака да се покаже велик.
Се надевам уживавте во снимката од Марио, во тој божествен крај, и ќе ме радува ако барем половина од тоа што го зрачи тој крај сум успеал да го пренесам и да поттекнам многумина да го посетат Мариово и да се подсетат зошто сме горди за тоа што сме македонци. И од тоа возење, значи, главните заклучоци. Овој Еолус Шајн е комфорен, комотен, брз, моќен, убаво опремен, убаво изгледа, лимузина, штедлива е. Значи, потрошувачката е постојано со петка пред запирката, без секако посебна грижа, посебен труд за да се постигне штедливо возење, едноставно моторот е штедлив. Моторот е тој што остава впечаток и секако дека тоа е тоа што главно убедува за овој автомобил, покрај димензијата, опременоста и цената. Меѓутоа, пак не сум кажал се за овој автомобил. Останува уште нешто. А тоа е платформата. Платформата е многу позната и ја користат модели кои што секојдневно ги гледаме по улиците во Европа, па и по нашите улици. А тоа е платформата CMP, Common Modular Platform. Познавачите веднаш ќе поврзат со кои модели се поврзува таа. Односно, ова е истата платформа, значи ќе објаснам подоцна што значи платформа, што е платформата кај автомобилите. Иста платформа со Peugeot 208 2008, со Citroen C4 и C4X, со Opel Corsa, Mokka, толку. Со претходните генерации, Crossland, чинам дека исто користеше таква. Fiat 600, па и најновиот модел од концернот Stellantis, Alfa Romeo Junior, несудена Милано, има иста платформа со овој кинески автомобил. Значи, избегнувам да ги нарекувам кинески автомобили, туку ги ценам. И затоа ќе кажам автомобил од производител од Кина. Автомобил од марка од Кина. Ете ја во нејзината целосна заводлива димензија. 4,67 метри, 2,68 метри меѓуоски на растојание, кое што за ориентација за споредба е 6 сантиметри повеќе во споредба со Golf 8. 1,49 метар е висината, широка е 1,81 метар, и тоа се чувствува. Значи, да, има тие 5 сантиметри ги има повеќе. И од тука се забележува убаво и колку паѓа линијата на покривот наназад. Не паѓа заради изглед, само заради изглед, туку заради аеродинамичност, заради ефикасност. Па, во голем дел од тоа и се објаснува зошто е толку ниска потрошувачката. 5,5 литри. 6 литри, па немам видено 6 воопшто. За овие 500 километри до сега. Има уште за возење резервоарот. 800 километри до сега. Значи, зборував за покривот. Жешко е, па ќе ми простите ако се губам малку. 0,25 коефициент на отпор на воздух. Толку декларира, значи толку тврди кинескиот производител, Dongfeng тврди дека е коефициентот на отпор. И треба да му се верува затоа што, како што спомнав претходно, потрошувачката резултира, произлегува директно од аеродинамичноста. И околу платформата. Ништо не охрабрува толку околу квалитетите на овој автомобил како платформата CMP. А што значи таа платформа? Таа е од времето кога Peugeot, PSA, се уште се немаше здружено со Fiat Chrysler автомобил за да го создаде концернот Stellantis. И развојот на оваа платформа почнува, односно се договара, се заокружуваат финансиите некаде во средината на 2000-тите години, кога PSA, значи тогашен Peugeot Citroen Group, бара партнер
со кој што ќе може да ја сподели платформата, односно бара производител кој што ќе може да гарантира дека ќе постигне одредена серија возила, значи стотици илјади возила што ќе се произведат на таа платформа, за да може скапата платформа, значи скапа квалитетна платформа за развој, за да може да се компензира, да може да се покрие преку масовното производство. Тоа е суштината на денешната автомобилска индустрија, значи развој на супер платформи, квалитетни платформи врз кои што може да се направат чуда и споделување на таа платформа со колку е можно повеќе производители, односно марки, модели и слично. И тоа се случи. Моделот е Eolus Shine. Значи не е туку така кинески автомобил, значи Eolus Shine со сета почит. Марка на Dongfeng. Е излезен во 2019 година како прв модел врз таа платформа од Dongfeng, врз платформата CMP, Common Modular Platform. И тоа е приближно исто време кога и европските партнери Peugeot, Citroen, Opel почнуваат да ја користат таа платформа кај своји модели, односно Peugeot 208, 2008, Citroen C4 и сегашните, значи Jeep Avenger, Fiat 600, наскоро ќе дојде и тој Alfa Romeo Junior. Сите тие пропуштам некој важен модел, сигурно ќе го напишам ако ми текне. И сите тие модели ја користат таа платформа. Што значи платформа? Платформа главното се оските. Значи оските и онаа група која што се некогаш се водеше како помошна рамка, преку која што водењето на тркалата, значи суспензијата, подвозјето се пресврстува, се врзува со каросеријата. И да не филозофира многу околу тоа што е платформата. Значи, замислете дека имате фабрика во која што произведувате неколку модели. Значи, не може да правите посебна фабрика за секој модел. И посебна лента, тоа е скапо. И замислете дека за секој модел што ќе го произведувате, еве нека биде еден ден се произведува Eolus Shine со број 01, серија 01. Еден ден го произведувате и потоа мора се да смените на таа производствена лента за утредента да произведувате друг автомобил. И, значи, машините мора да се нагодат посебно и слично. За следниот ден да произведувате Eolus Shine број 02. Значи, поголем, може би SUV изведба, иако постои. Значи, SUV изведба од Shine. И тоа е скапо. Тоа е скапо, одзема време, рационалност. Затоа се користат тие платформи. Значи, на иста производствена лента да може да се произведуваат повеќе модели. И уште едно нешто, значи, што е придобивка, смисла на платформата, тоа е користењето на заеднички компоненти. Значи, ќе се најдат многу делови од подвозјето, од водењето, од сопирачките, од веројатно и резервоарот и ламарината што го држи резервоарот, каде што е присврстен, го држи условно. Значи, може да се случи дека голем број од тие компоненти кај Eolus Shine се исти како кај Peugeot, Fiat и слични, значи нивни модели. Автомобилеве од кинеските производители многу ми се допаѓаат со нивниот начин на именување, начин на кој што ги именуваат своите марки и модели. Eolus Shine, многу конкретно, многу опипливо, многу јасно. Eol, по името на грчкиот бог на ветерот, а Shine како општо познат интернационализам, условно. И колку е лесно да се изведе македонското име. Ветерко Светкавиот. Прекрасно, Ветерко Светкавиот. А ете ги авионите кои што проверуваат да не случајно некој се занесува. Предходно ја спомнав аеродинамичноста. Еве ова е уште еден пример за тоа колку внимателно е работено на аеродинамичноста. Значи, овој дел е изведен за да го насочи, за да го забрза струјењето на воздухот околу опасот, затоа што тоа е најчувствителното подрече практично околу воздушните струи што се создаваат при пробивањето низ ветерот. И затоа се објаснува овој потек образ. И еве многу елегантно е изведено тоа. Не се сеќавам кој точно друг модел го има тоа, ќе ме потсетите во коментар, меѓутоа многу се внимавало. Значи, автомобилов не е развиван туку така да биде ефтин, него
туку е развиван за да понуди нешто. Околу моторот нема да се правам премногу паметен, па да погодувам чива е лиценцата или чив е моторот. Донгфенг едноставно напоменува дека тоа е нивен модел, значи не е лиценцно производство, нема обврска, условно кажано обврска да напомене чив е тој мотор, значи се работи за мотор од собствен развој. Носи ознака, некаде, да, ДФМ C15DR. Значи ова е атмосферската изведба на тој 1,5 литарски мотор. Изгодна работа околу развојот на мотори, значи ги поттикнува сцената, кинеската бранша, кинеското автомобилско лоби ги поттикнува производителите да се надпреваруваат, да произведат поштедливи и поефикасни мотори, затоа што потрошувачката секако дека чини. Не е секаде во интерес да биде потрошувачката и увозот на нафта како што тоа е кај нас и ставањето акцизи. Значи да не забегуваме од темата. И ги поттикнува производителите да развиваат колку е можно поефикасни, поштедливи, понапредни мотори, како што воедно секако се напредува и во насока на електромобилноста, и им доделува Energy Star. Значи тоа е, чинам дека, да, тоа е слично со етикетата која што се користеше порано кај мониторите во компјутерската бранша. Меѓутоа им доделува, ги одликува, значи кинеското лоби автомобилско ги одликува, ги наградува производителите кои што ќе постигнат нешто повеќе во развојот на мотори, во усовршувањето на моторите и слично. Ова е прекрасен детај. Значи, сега дури го забележувам прв пат, акумулаторот е обложен, обвиткан во заштитна облога, која што штити зиме од осцилации, од температурни осцилации, меѓутоа и летно време. И летно време се случува поради високите температури да откажат автомобилите, меѓу другото и поради акумулаторот. Ова е многу убедлив детај. И самото додавање на ова изведувањето на клемата волку внимателно, значи толку внимателното изведување, се работи нешто во оваа куќа. Зборував за моторот, значи за Energy Star. Има добиено одликување дека е напреден мотор, значи меѓу моторите, па сега веќе и нема мотор BYD, односно има хибриди. Значи исто како што BYD има добиено награди за своите мотори, погони, така и Dongfeng, марката Eolus, има добиено награда за овој мотор, кој што во основа главното е тоа што постигнува степен на ефикасност од 41%. Го спомнав тоа и претходно, во основа, грубо кажано, тоа значи дека од топлинската енергија, од топлината која што може да ја произведе енергијата, која што може да ја произведе горивото, 41% се пренесуваат во сила, значи во погон. Условно, сето тоа го карикирам, значи да не бидеме многу стручни. И ова е еден детај што пак убедува. Што правеле? Зошто мора да биде толку различен, толку посебен? Можело да биде едноставно. Ова е веќе навистина многу внимателно. Тоа што го покажува во возењето, значи не е само штедливост, туку и култивираноста. Значи способноста да повлече, способност, еластичноста, континуираната, начинот на кој што ја ослободува моќноста во целото работно подрачје, значи ниски, средни, високи. Во секое од тие подрачја во кои што треба посебно да се работи за да се направи карактерот на моторот, овој 1,5 литарец атмосферски се покажува брилијантно, значи блескаво. Колку детали ќе открием што се многу поквалитетни. Оваа гума, например, се чини дека е многу поиздржлива. И пак да се вратам на платформата, тежиштето.
значи положбата на моторот во однос на оските, и тоа е заедничко за сите модели што ја користат оваа платформа. И тоа оди многу во корист, значи во прилог на динамиката, затоа што и претходно спомнав, посочив сличен пример, значи колку моторот, тежештето на моторот се поклопува повеќе со оската, толку помалку се појавува генерално подуправување, инертност при промена на правец и сите тие, значи, непријатности и не само непријатности, туку и опасности по безбедноста во возењето. Значи, ете уште една трага од платформата да ја спомнам. Тука е менувачот, значи, овде може многу убаво да се види дека практично десетина сантиметри може би отстапува. Некогаш е подобро кога работите се прават во сенка. И уште едно поглавје пред да преминам на објаснувањето, на представувањето на поединостите на овој автомобил што ја заокружуваат целата приказна. Значи има уште детали, има уште што да се каже околу оваа лимузина. Dongfeng, концернот Dongfeng преку својата марка Fengshen, значи на кинескиот пазар, се нарекува Fengshen, кај нас е Eolus, го гради името на концернот во мотоспортот, односно Eolus Shine. Изведба од овој модел учествува во CTCC, односно пандан на британското првенство со туристички возила и во мала мера пандан на германскиот DTM, ама тоа само во мала мера, односно учествува во CTCC, во кинеското првенство со туристички возила, каде што хомологацијата ограничува да се користи техника која што е блиска до сериските модели, тоа е многу добра. А тоа значи дека овој мотор, 1.5 литарски, иако во изведба со турбо надполнење, учествува во мотоспортот. Се користи во тркачкиот модел. И тоа пак оди во прилог на оваа лимузина. Уште тоа, се гради името, се гради имиджот на овој автомобил. И оттаму доаѓа, значи, тоа е подлога, основа, причина за Eolus Shine да изгледа вака динамично како што изгледа, меѓутоа представува и основа за врвната моделска изведба која што ја нуди, значи, Eolus, односно Dongfeng во својата марка Eolus, а тоа е Night Edition. Значи, изведба со овој мотор со турбо надполнење со близу 200 конски сили, со менувач со двојна спојка со 6 степени, со значи, додатоци, спойлерски додатоци, каросеријски додатоци, промени во подвозјето, во опременоста, во изгледот, во се, значи сосем уште поблагородна изведба од оваа, која што чинам дека чини некаде околу 23.000 евра. И, значи, тоа ја објаснува оттаму исто, тој модел се темели врз учеството на овој Shine во мотоспортот. Постои и варијанта од овој модел, значи овој е со мануелен менувач, тоа го спомнав претходно. Постои и изведба со менувач со двојна спојка со 6 степени, каде што за 2000 евра разлика, значи доплата, се добива сончев покрив, задна камера, значи задни сензори, се добива уште камера приказ во 360 степени на возилото, црни рачки на вратите, не само црни, туку и сјајно, во сјајен финиш, изработени. Црни рамки, дебели околу прозорците. Црни тркала, во мат финиш, квалитетен финиш, со надпис Eolus, прагови во црна боја, подкрила изведени многу дарежливо, црна маска, црн долен дел од браникот, црни имитации на дифузори, односно воздушни завеси, air curtains, и сето тоа се надополнува. Сето тоа е изработено педантно, со стил.
И ова секако е детал што ќе ги устрети луѓе кога ќе си седнат во својот нов Еолус Shine. Внатрешноста. Производителот со цел го избегнува имиджот на основен модел. Значи, како што надвор не се стекнува впечаток дека тоа е основен модел кој што е понуден да биде со колку е можно пониска цена и луѓе нека се помират со тоа, нека бидат задоволни со тоа што имаат ете нов голем, способен, добро опремен автомобил. Тука има нешто повеќе. Значи, внимавано е да им се угоди на луѓето, на купувачите, да се убедат дека може да се добие и нешто повеќе, освен имидж на ефтин автомобил, достапен автомобил. Значи, има разлика. Не е ова ефтин автомобил. И зошто го зборувам тоа? Затоа што овие сите бои, шари, материјали кои што се различни, сето тоа е стандард. Значи, уште во основното ниво на опрема комфорт, прашање е дали воопшто и постои, дали произведуваат под ова ниво, воопшто, и тоа се, значи, ова е меко обложена површина по целата ширина, значи, дури е изведено со портокалов штеп, а тој портокалов штеп, тоа им значи на дамите многу, значи, многу ќе го оцена тоа. Тој портокалов штеп се совпаѓа со ова лајсна, ова и раб, значи пак површина која што е друг материјал, не е ист со пластикава горе. Значи, тоа внесува живост, внесува задоволство, внесува фенкшуи. Значи, да не забораваме дека фенкшуито е кај кинеските производителите од Кина е како добро утро. Тоа е исто како што ние на секој македонец да го пуштите на оро, ќе знае да игра оро, така и кинезите ги користат тие, го чувствуваат фенкшуито и го користат како добро утро. И тоа се тие површини, детали кои што угодуваат и го усреќуваат човек, ги усреќуваат купувачите. Уште, значи, се е доработено. Има овие отвори за воздух, исто се изведени во, значи, сјаен финиш црна боја, сјаен финиш, пијано финиш. И тоа е мощно, убаво, успешно изработено и се вметнати отворите во држачи, во површини, кои што секако имитираат некаков карбон, стил на карбон. Тоа сеат го обожуваа во времето на Леон Купра. И секако и на отворите за воздух го има ова. Значи, тоа не е лакирано, значи површинава портокалова, не е тоа лакирано, туку се пластични елементи кои што се изработени во таа боја и се вметнати. И тоа е пријатно. Убаво е чувството. Секако површината горе е груба пластика, меѓутоа, ако сега треба да се најде некакво охрабрување, објаснување за тоа, оваа пластика ќе трае многу подолго и ќе биде многу повеќе отпорна на температурни осцилации, температурни екстреми, отколку кој било друг материјал. Нема оцјај, тоа е многу добро, тоа е одлично. Значи, да, се забележува дека горната површина ја има оваа груба пластика, но зарем тоа правиме цел живот, но зарем во возењето вака ги држиме рацете. Тоа не се ни забележува. Ширината од 1,81 метар се чувствува напред, значи е широк, се чувствува ширината, пријатно е чувството напред. Кој навива дека на задната клупа ќе нема простор за нозе? Кој навива ќе изгуби? Значи, изненадувањето, уште едно пријатно изненадување, уште една работа што оди во прилог на овој Еолус Shine, Ветерко Светковски. Назад се седи пристојно, не само што се седи пристојно колку
на 5 минути, туку и на подолго патување, човек ќе се чувствува среќно тука. Значи, неказнето. Пријатно седење, колената се под убав агол свиткани, значи нема да предизвика некакво напрегање тоа. Има убава потпора, висината е добра, ширината е добра. Значи, може да се биде сосем задоволен од седењето на задната клупа. Тоа е мала жртва на аеродинамичноста. Значи, прашав неколку познајници, меѓу другото и еден пар велосипедисти кои што помина и ги поздравувам по оваа пригода. И ги замолив да ми дадат оцена за тоа каква просторност чувствуваат на задната клупа и рекоа дека е сосем пристојно. Значи, таа мала жртва, секако сите се одушевени од просторност, од комоцијата, меѓутоа тоа што ме интересираше е оцена дали се задоволни од просторот за глава. Покривот се спушта малку повеќе наназад, значи заради таа аеродинамичност, меѓутоа е изведено вдлабнување и не може да се каже дека се допира. Значи имам 4 прсти простор слобода над главата, не може да се каже дека допирам со глава на покривот. Значи, и тоа е единственото што значи се разликува од чувството на кое што сме навикнати во SUV моделите. Меѓутоа, тоа е само придружен ефект од аеродинамичност и компензирано е со тоа што е изведено ова вдлабнување за главата. А меѓутоа, тие неколку сантиметри, па, надоместува за се друго, надоместува просторноста и правилното седење, и правилното излегување. И тука има уште еден детал, кој што не помнам дека го има кај други возила, модели, а тоа е обложување на целите прагови со овој пластичен материјал, како заштита, меѓутоа изгледа како карбон и изведено е по целата должина на праговите. Тоа штити од една страна, штити од оштетувања и од корозија која што би се појавила само под услов доколку не се коригира некој удар од камчи или слично, значи тоа одамна не е тема корозијата, значи ја има таа заштита која што дава, секако внесува спортска нота, ја стеснува, ја снижува силуетата, меѓутоа и изгледа убаво кога ќе се отворат вратите и ќе се забележи тоа покривање на праговите со материјал што личи како карбон. И делот каде што лимузината си го оправдува своето лимузинство. Багажникот. До сега не успеав да најдам прекинувач, односно брава на багажникот и го објаснувам тоа со намера да се заштеди и немам ништо против тоа. Значи багажникот може да се отвори или преку копчето за возилот или преку прекинувач во арматурната табла. Меѓутоа, тоа што следи по отворањето, па ќе одушеви многумина. 454 литри, значи како што е, и обложена како што јас сакам, значи обложена и со страниците, не е тоа гола пластика. Точно е дека отворот е малку потесен и куфери во основа, куферите не може да се сместат исправени туку легнате, меѓутоа тука собираат 4 куфери. Треба за да се допре до овој дел, значи треба убаво да се посегне, да се залегне. Значи тоа е уште една жртва од задната, од тесниот отвор, односно од фантастично аеродинамичната форма, под облогата. Значи, добро, пристојна облога, што ќе трае. Се добива простор, убав простор за сместување. Алат, кој што може да се отстрани, а тоа тежи, овој алат тежи. Еден дел и уште еден дел, значи стиропор. Сега, за тоа, малку треба да се забележи за стиропорот и се допира до
се досега до резервното тркало кое што е во помошна, значи во помошна димензија, во димензија на помошно резервно тркало. Според тоа и лимузинското подрачје е затворено, убаво е затворен и багажникот, убаво се затвора. Ето така изгледа автомобилот 16.000 евра од Eolus Shine. Колку луѓе ќе го слушнат и ќе го запомнат ова име. Толку е просто на кабинава што одекнува. Дигитални инструменти. Од чинам дека е 7,5 можеби инчи. Меѓутоа, средишна конзола, односно тоа што денес ја заменува целосна средишна конзола, а тоа е вертикално исправено поставен дисплеј од 13 инчи. Малку е проблем тоа што графиката е неколку класи поедноставна, значи сепак е голем е форматот и се и ракувањето е прегледно и лесно, меѓутоа графиката е далеко од онаа која што денес ја користат другите производители. Меѓутоа, во наводници меѓутоа, што се тоа? Ништо не пречи. Важно е да биде едноставно за ракување, прегледно и лесно за ракување. И тоа е уште една добра вест, паркерната сопирачка е електрична. Ето е изработката на вратите. Значи го има ова површина која што е малку по-цврста, по-тврда пластика, меѓутоа надоместува оваа лајсна која што е пријатна на допир, значи не е толку пластична, има текстура одредена и ова е мека облага. Овој дел е мека обложен. Исто како на арматурното табло. Потоа следи меко обложен подпирач за лахт, група прекинувачи која што исто така е порабена. Значи и кај неа се изведени рабови на самите прекинувачи заради завршна изработка. И штепот секако не отсуствува и тука. И тоа е главниот поздравен знак, најсилниот поздравен знак на Eolus Shine. Овие седишта се стандард. Не се опција, не се седишта кои што му припаѓаат на најопремениот модел, туку се стандард се добиваат во почетното ниво. Условно почетното во комфорт ниво. ABC Brother наведува дека тоа се седишта кожени. Јас ќе кажам дека тоа е материјал, значи вештачка кожа, далеко од она искајво негативна конотација, значи пријатен е материјалот, многу е грижливо изработено, многу труд и стилисти се ангажирани за да се изработат овие седишта. Тука е перфорирано ова подрачје за да се избегне потење. Секако изработката е убедлива. Интегрирани подпирачи за глава. Навистина е правилно полнењето. Не се спортски седишта, значи нагласено спортски седишта, меѓутоа се седи мощно и комотно. Можам да забележам само дека мене ми недостигаат неколку, можеби сантиметар-два подолги седишта, меѓутоа тоа веќе би било модел од средна класа. Ова сепак е компактна класа. Тоа се дигиталните инструменти, едноставна графика, прегледна графика, и да ќе ги прикажам и податоците кои што се прикажуваат кои што се однесуваат на возењето. Односно во моментов ми покажува дека за 693 км кои што се извозени од како почнало да вози ова возило, изнесува 6,3. Не ги помни вредностите за претходното возење, значи на секое запирање одново ги ресетира, меѓутоа тоа е веќе стандард. Изгледот е тој. Интересен детаљ е што
темпоматот, например, ги прикажува функциите на дисплејот. А зошто е така? Затоа што тука не е напишано. Значи, како што спомнав претходно, тука нема испис. И тоа чини, веројатно. Тоа е постапка производствена која што чини. Некој се сетил дека може да го скокне тој процес и да направи акви работи. Сакаат да услужат, да угодат производителеве од Кина. Значи, ми укажува дека тркалата се свртени во крајна лева положба. Сега се во лева, во ред. Графиката се препознава уште сега дека е мощна, едноставна. Јас ќе речем прегледна ете, нека не биде едноставна. Може да се пристапува до функции разни, display, brightness, language, во ред. Инструменти има два различни видови на прикажување на инструментите, тука, значи може да се избере ова местење или ова местење. Односно, тоа изгледа ова или ова. Значи, во основа се менува бојата. Тука е брзо ракување со гласот, значи се сведува тука. Климатизацијата е исклучива преку командите на дисплејот. Нема други копчиња. Меѓутоа, работи автоматски и тоа што јас барам да ми биде многу пристапно, рециркулација на воздух, значи е пристапно, меѓутоа во текот на возењето треба точно да се погодува со прст за да се погоди рециркулацијата. Стартување на копче, забелешката дека секоја подрачје има некоја доработка, важи и за рачката на менувачот, значи ја има оваа дополнителна површина која што е изработена со метален финиш. Заклучокот овој пат конечен. Многу пати во текот на тестот донесував заклучоци, а тоа е само поради изненадувањето, затоа што имав одредени, односно немав очекување дека тоа ќе може да го понуди автомобил кој што вреди 16.000 евра. Значи тоа изборев на почетокот, разликата меѓу цената и меѓу вредноста. Зборуваме за цена што вреди автомобил со цена што вреди за 16.000 евра. Дали имам забелешки? Секако да. Багажникот, вратата на багажникот не се отвора со брава. Нема брава. Нема рачка за да се затвори кога ќе се отвори, за да се повлече вратата, да се повлече да се затвори. Нема рачка. Меѓутоа, некој се сетил, пресметал дека со отстранување на тој зафат, тој процес, постапка во производството, ќе се поевтини производството. И во ред, задната клупа е еднодолна, не е дводолна. Значи, се соборува, меѓутоа потребни се двајца. Или, не знам, може би еден човек ќе успее некако да се снајде, меѓутоа потребни се двајца, секој од една страна да ја отклучи клупата и да ја собори. Значи, не е ништо страшно, ги има класични, нормални, убави рачки, пристојни, меѓутоа не е поделена. И што со тоа? Производството е поевтина. Некој пресметал дека со тоа ќе биде поевтина производството. Друга забелешка. Прекинувачите на воланот не се осветлени. Значи, има само осветлени прстени, прстените се осветлени, меѓутоа не се испишани, нема испис. И зошто? Воопшто е потребен испис да пишуваш за што служи функција, кога човек секој ден ќе ја користи и ќе вози. Некој пресметал дека тоа ќе биде поевтино во производство. Нема светло, нема прекинувачи во вратите, значи ги нема оние прекинувачи кои што се поврзани со плафонерата и го вклучуваат осветлувањето, кога ќе се отвори врата.
Значи единствено кога ќе седнете, имате темнина внатре, мрак и за да си пуштите светло, за да добиете светло треба да ја вклучите плафониерата. Меѓутоа има огромни прекинувачи, некој бил дарежлив, значи го зел тоа предвид дека ќе забележи некој како мене за тоа и ставил огромни полења кои што се притискаат и осветлуваат фантастична површина. Зашто? Затоа што некој пресметал дека со тоа што во сите 4 врати ќе се избегне вградувањето на тој прекинувач, ќе се поевтини производството. И тоа е уште една ставка која што е сосем во ред. Друга забелешка. Кога ќе вклучите светло, ви пишува дека имате автоматика на долго светло. А нема автоматика на долго светло, меѓутоа само ви пишува на таблата. Зошто? Затоа што тоа е софтверот. Го има тој софтвер и тој се вградува и во оваа и во другата изведба во која што го има тоа како стандард. Зашто? Поевтино е. И кому му пречи тоа воопшто? Зарем да се забележи за тоа? За автомобил, што еве, сега повеќе го возев во град и забележив, значи многу подобро се уверив колку е лесен за возење, колку е течно возењето. Менувачот е 5 степен, да. Меѓутоа, постојат такви менувачи кои што се совршено, па и со децении 5-степениот менувач беше врв, 6-степениот менувач, да, се појави и остана, меѓутоа 6-тиот степен, меѓутоа и 5-степениот менувач е сосем пристоен, дури одлично хармонира, се согласува со моторот. Значи, кој сака да вози динамично, кој ужива да ракува со менувачот и да го слуша моторот, да биде активен во возењето, ќе ужива со тоа што е 5-степен менувачот. Кога би бил 6 степен и кога би бил степенуван потесно, би се нарушило хармонијата на менувачот со моторот. Моторот е фантастичен, мек, тиво култивиран, човек да се посрамоти од идејата да спомне дизел, дали има дизел. Значи моторот е бисерот, уживање. Како работи? Звукот? Меѓутоа звукот како звук не е никаков квалитет, квалитет, мекоста, убавината на звукот. Звучи убаво, да, меѓутоа квалитетите на моторот се во возењето, перформансите и потрошувачката. Потрошувачката е фантастична. Значи, од досегашните 749 поминати километри, просекот е 6,3, затоа што првите 100 километри пред да ми ја предадат на тестирање беа поминати веројатно со и уште нов автомобил со просек некаде околу 7 чинам, меѓутоа со текот на возењето ете добив 6,3. Од сите досегашни возења одделни добива вредност некаде 5,1, па дури на спуштање од Маријова добив и вредност 3,5 на спуштање, нормално. И што е поентата? Значи, ова не е уште еден ефтин автомобил кој што е ефтин поради тоа што би имал ефтина застарена технологија, надмината, туку напротив. Е автомобил кој што е интелигентно ефтин. Значи, различно ефтин од тоа што досега го знаевме за ефтина. Значи, рециклирање на стара техника и слично. Со токму тие ставки кои што ги спомнав во заклучокот како недостатоци, забелешки, токму тоа прави овој Eolus Shine да ги поседува квалитетите, да се издвојат квалитетите во погонот, во возењето, во комфорот, во потрошувачката, во емисијата. Чиста е емисијата. Опременост. Многу е почиста емисијата отколку во оние автомобили што ги спомнам со милион поминати километри, за кои што луѓето веруваат дека не загадуваат. Постои и изведба, втората изведба над ова, значи со истиот мотор, меѓутоа ја спомнував неколку пати, значи со менувач со двојна спојка, со автоматски менувач практично, која што доаѓа, значи за разлика од 2000 евра, доаѓа со стаклен покрив, со камери, систем од камери кои што создаваат приказ во 360 степени, задни сензори, да, оваа не поседува сензори и тоа поевтинува. Има, меѓутоа има приказ од камера, го има и овој дисплеј. И постои таа изведба. Автоматскиот менувач би сменил
Да, за луѓе кои што сакаат комоција, можеби, да, меѓутоа, што да се забележи потрошувачката, затоа што е 5 степен менувачот, далеку од тоа. И ја искачував и на ветерско, значи, каде што се чувствителни моторите, без турбо надполнење, тоа е атмосферски мотор, во основа се чувствителни, меѓутоа е одличен моторот. Значи, без потреба да се влегува во подрачје над 3000-3500 вртежи, го искачува со нормално темпо ветерско, како поголема на горнина и подолга на горнина. Така што изненадува и во тој поглед, значи во способноста да повлече меко, гладко, што би рекле народски, да повлече на таква подолга на горнина. И заклучокот се одолжува веќе, се одолжува. И што да кажем за заклучок? Еолус Шајн вози.